Градоначалниците на 11 општини од Источниот плански регион денеска во Зреновци одржаа редовна седница на која расправаа за две точки од дневниот ред. Беше разгледана информацијата за реализираниот проект во Штип, изградбата на паркот на Макфест, кој и е предаден на општината да управува со него и да го одржува. Тоа беше еден проект кој што Центарот за развој на Источен плански регион го аплицираше на последниот повик до Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа. Значи, обезбедени се 100.000 евра од националниот буџет преку програмата за рамномерен регионален развој на планските региони и имаме дел кофинансирање од страна на општина Штип во висина некаде околу 640.000 денари, односно 10.000 евра. Проектот се реализираше во текот на 2016 и еве пред месец и пол-два проектот е во цело завршен. Проектот на вистина изгледа феноменално со фонтаната, со мостовите висечки, со музиката која што е прати фонтаната и она што е значајно да секоја година ќе се поставува одреден виолински клуч за она песна која што е победничка, таа ќе се емитува, меѓутоа ќе бидат и ставени имињата на победниците на Макфест. Градоначалниците дискутираа и околу неисполнетите финансиски обврски на општините кон ИПР за првата половина од 2017 година. Обврските што ги имаат општините како чланарина или како средства, кои што треба да ги уплатат на сметката на Центарот за активностите кои што Центарот ги спроведува во нивно име. Порано овие средства беа крстени као кофинансирање на центрите, меѓутоа еве втора година договорите со Министерството се изменети. Тие договори се однесуваат на конкретни активности што секој центар треба да ги реализира во корис на општините и општините да ги исплатат тие средства. Подписници на овој договор се самите градоначалници од секој регион. Во нашиот конкретен случај тоа се 11 градоначалници. Драгица Здравева ја оцени како исклучително плодна работата на Источниот плански регион, истакнувајќи дека сите реализирани проекти, оние што се во тек, се можни успешни со мала недоследност на општините Пробишти и Пиберово, кои не го уплатиле својот дел од средствата за мостот на Бунеш, односно патот кон Митрашинци. Во делот на изградбата на споменикот на Никола Карев на местото на неговото загинување, Здравева истакна дека јавната набавка е завршена, дека тече рокот за жалби, пошто ќе се пристапи кон негова реализација.